Она што еве го говорат глобалните извештаи, статистиката, она што на дневна основа го имаме како информација, не можеме да негираме дека конфликтот што се случува на Блискиот Исток не е изолиран случај, бидејќи тоа де факто влие како економски глобален шок, значи врз трговијата, врз транспортот, па и се разбере, еве тука зборуваме за туризмот каде што ние сме засегнати, нели, нашата туристичка сезона. Но она што еве мене ме радува, слушајќи ги моите соговорници, е тоа што фактот дека туризмот нема да прекине. Значи, ова геополитичка криза што се случува, всушност ќе направи прелевање или пренасочување на тие патници кои што сакале да патуваат кон Блискиот Исток, сега да бидат пренасочени кон други дестинации. Бидејќи можеме да кажеме дека и самиот вредностна содржина на самиот турист се промени. Значи, веќе тие бараат искуствен туризам, се бараат добра храна, гостопримството, значи хотелиерството, угостителството, сето тоа е нешто кое што ние го имаме и тоа како период можеме да го искористиме, значи со поагресивен пристап, да ги придобиеме сите тие странски туристи кои што сакале да летаат на други дестинации, а да ја позиционираме Македонија како една безбедносна дестинација која што де факто и покрај инфлацијата ние ќе бидеме со многу конкурентни цени за туристите кои што би дошле.